Мислам дека е време да поминеме на вториот елемент во првиот дел од светилиштето, а тоа е каделниот олтар. Овде го гледаме на сликата. Но да се подсетиме само дека она што се случува, и они елементи кои што се во предворието, какви беа? Златни или бронзени, значи. Таму беше се од бронза, односно се некако е присутен багремовото дрво, меѓутоа од озгора, значи, со бронза, а додека во првиот дел од светилиштето се е златно, значи, се е позлатено. Ако се сеќавате, минатиот пат Јан изборуваше, читаше за капакот на ковчегот дека е чисто злато, така беше, метал, и уште еден елемент овде што го гледаме, исто од ковано, да, светилникот, се сеќавате и на видеото од едно парче, да, точно. Оној дел во предворието ја отсликуваше и Христовата служба тука, на земјата, значи неговата жртва, крштевањето и едноставно обезбедување на пат, за да можеме да влеземе во домот негов, односно веќе во вториот дел на светилиштето, а во индивидуална смисла, во смисла на нашето спасение, тоа всушност го представува и процесот на оправдување, значи доаѓање кај Христа, прифаќање на неговата жртва, крштевањето и предавањето едноставно, значи покајанието за гревот и раскрстување со гревот, тоа е тој прв дел во предворието, за да се удостоиме да можеме да влеземе во првиот дел од светилиштето, каде што е всушност во смисол на Христовата служба, тоа е веќе неговата служба на небото, затоа таму све е злато, значи, но во смисол на нашето спасение тоа е процесот веќе на посветување или растење во Христа. Како веќе сме дошле кај Него, сега одиме со Него и досега видовме дека неопходна е Божјата реч за да растеме. Денеска имавме поука и следната поука ни е за Божјата реч, значи измислам дека се носеше наслов како да ја проучуваме Библијата, да, ќе имаме со сестра Зорица следната сабота. Значи Божјата реч преку која што Господ ни зборува на нас, но вториот момент исто многу битен, подеднакво важен, можеби, добро, не можам да кажам поважен, иако на некој начин некој смета дека се овде светилникот е така прикажан, не знам дали ја не сретнав баш некој димензии во смисол на висина на светилникот, меѓутоа ќе читаме подоцна дека каделниот олтар е нешто повисок за пола лакт од масата и некој смета дека можеби тоа укажува на тоа дека е важна молитвата, премногу важна е молитвата, која што е символизирана преку каделниот олтар, но како и да е, втор момент кој што е подеднакво важен, јас ќе кажам, со проучување на Библијата е молитвата. Значи, молитвениот живот мора да биде силен и молитвата мора да биде застапена, ако се сеќавате денеска од проучувањето на библиската поука од неделата под наслов најмоќното оружје. Што се спомнуваше таму? Кој е најмоќното оружје против сатаната? Овие две работи ќе кажавме. Ќе прочитаме. Сатаната знае дека... Само да видам кој. Да видам кај почнуваше тој дел. Да. Сатаната знае дека моќната Божја реч го прави слаб и немоќен. Значи да, нели, пошто одсекот и за Божјата реч и така оди, меѓутоа потоа вели, тој знае дека молитвата и проучувањето на Библијата се најмоќните оружја што човештвото може да ги употреби против него. Значи, Божјата реч, денеска не спомнавме, меѓутоа во Ефесијаните 6 глава, нели, оној војник што е прикажан таму со сите оние елементи од неговиот оклоп, од воената униформа и опрема, сите елементи се на некој начин одбрамбени, ама има еден момент кој што
односно едно оружје кое што може да биде одбрамбено, ама може да биде да служи и за напад. А тоа е само мечот. Само мечот е таму, така да кажем, да, може да служи за напад. Божјата реч. Но и после тоа веднаш доаѓа во Ефесијаните и оној дел за молитвата. А ако, како што знаеме, сега малку одам пред себе, ама како и да е, многу проучуваме и во средите и читавме книгата, овде може би подоцна ќе прочитам некој дел, молитва, што сакам да кажем, војникот може да е наоружан до заби, меѓутоа ако не дише, тоа значи дека е мртов војник и е бескорисен. А молитвата е дишење на душата. И тоа го спомнавме и тогаш кога на почетокот кога беше како еден вовед за првиот дел од светилиштето, значи лебот на животот, што всушност се тоа го символизира Исуса Христа и укажува на Исуса Христа, како што е неопходен лебот, наш насушен, значи секој ден, како што се храниме за да обстанеме, така секако и дури многу повеќе во таа смисла е потребно и дишењето, затоа што ако престане дишењето, готови сме. Значи. Така да, од самото тоа се гледа колку е важна молитвата, но да почнеме, може би тука и поубаво е прикажан, иако јас имам една друга слика овде, окей, ајде нека биде и ова. Да го видиме надепред описот на каделниот олтар. Е интересно, минатиот пат спомнав, односно и во видеото се спомна, ако се сеќавате за светилиштето што беше, последното, дека описот, инструкциите, првите инструкции Мојсей што ги добива од Господа како треба да го изгради светилиштето, почнуваат во 25-тото поглавје од Излез и таму ги имате некои од елементите, спомнати и светилникот и меѓутоа како да е изоставен каделниот олтар, е дури во 30-тото поглавје се дава опис за каделниот олтар, па затоа да отвориме во Излез 30 глава и ќе читаме 10 стиха, има првите 10 стиха. Направи жртвеник за палење на темјан. Направи го од баграмово дрво, повторно тоа пустинско баграмово дрво. Нека се сеќавате како им беше, тоа е мачна работа, значи такво кривулесто, цврсто дрво, да можеш да го обработиш. Некаде прочитав податок или слушнав дека целата градба, значи, на светилиштето треба половина година некаде, што не е ни чудно, мислам, во сите тие пустински услови, таму како што беше замислено во она видео, дали баш така изгледало, не знаеме, ама од прилика она видео за изградбата на светилиштето ни даде некој приказ од прилика како се градело. Значи, направи жртвеник за палење на темјан, направи го од баграмово дрво, нека биде долг лакот, широк лакот, значи четвртаст, како што овде вели, и висок 2 лакта. Масата била 1,5 лакт, па и ковчегот, мислам дека беше 1,5. Светилникот, не знам, ќе побарам, може би има некаде податок, но како и да е, значи 2 лакта, што ќе каже дека нешто може би помалку од метар висина. Таман, за да му биде згодно на свештеникот, нели, да кади, значи, ако е сега повисоко, малку е незгодно, нели? Значи, висок 2 лакта, рожињата, ако забележувате овде, има, значи, рогови, исто како жртвениот олтар, некако налик на жртвениот олтар, има рогови, рогчиња на сите 4 агли. Рожињата нека му бидат од едно парче, значи, со него, исцело, да ги опковеш со чисто злато, неговата горна рамнина, неговите страни наоколу и неговите рожиња. Направи му завршен појас наоколу, тој е веројатно таму горе, направи му и 2 златни колца. Ево ги гледаме. Предсврсти му ги на двете спротивни страни под завршниот појас. Низ нив ќе се провнуваат ластегарките за носење. Значи, без друго и сите елементи што ги гледаме овде биле носени на тој начин, значи со тие ластегарки, како што вели овде, или како да ги кажеме, шипки, стапови. Да,
И тие биле дрвени, како што ќе прочитаме, но исто обковани со злато. Ластигарките направи ги од багремово дрво и обкови ги со злато. Постави го жртвеникот пред завесата, што го засолнува ковчегот на сведоштвото спротив очистилиштето, одnosno капакот на сведоштвото, каде што јас ќе се среќавам со тебе. Значи, јасно се кажува и позицијата пред самата завеса, која што ги дели двата дела од светилиштето. И тука е, мислам дека Јани спомна она во Евреите, ако сеќаваш Ради Јасенета, нејзиното прашање беше околу тоа, кандилото се спомнава таму, не кадилниот олтар, значи кандилото со кое што јас дури сметам, не дека сметам, тоа е така, Исус Христос, она посредничка улога која што ја врши денес, или почнувајќи од 1144 па навака, од како влегол во најсветиот дел од светилиштето, всушност тој, така да кажеме, постојано е тука во првиот и вториот дел, зашто мора да доаѓа кај каделниот олтар, тоа е посредничката служба, посредничките молитви. Ќе прочитаме подоцна малкиот патриарси и пророци, еден интересен цитат околу тоа. Значи, 6 стих кажува позицијата каде што е поставен кадениот олтар. Арон нека кади, сега кажува, значи, свештеникот што треба да прави, Арон нека кади врз него со благомирислив темјан. Ако некој зборуваме, мада може би нема потреба до толку, и темјанот и целата таа смеса која што требало да ја користи свештеникот била посебно подготвена. Значи, Арон нека кади врз него со благомирислив темјан секое утро кога ги подготвува светилките. Сега ова е интересно, значи секое утро. И Арон нека кади пак во примрак која ги запалува светилките, за да биде тоа секогашно кадилно принесување пред Господа во сите ваши поколенија. Не принесува врз него ни непосветен темјан, што за темјанот не знам, меѓутоа што сгрешиле Надав и Јавиот. Денеска беа спомнати синовите на Илија, меѓутоа овие се синовите на Арон. Туѓ оган принеле, да. Веројатно некојаш може ќе стане збор за тоа, иако е познат случај. Колку сето тоа, значи, требало прецизно да биде, да се изведе, како што Господ кажал. Значи, темењанот на каделниот олтар се палел од огнот на жртвеникот, кој што првично Господ го запалил, значи, кој прифатил жртвата и почнало да функционира на први, нели, втората година од излезот нивни од Египет. Значи, не принесува врз него ни непосветен темја, значи специјален тој, кој што требало, посебно подготвен, ни паленици, ни приносници, ниту излевници, и сега кажува еднаш годишно, кога бил Јом Кипур, нека го изврши обредот на помирување на неговите рожиња. Значи, само тоа беше на рожињата се мачкало крв. Обредот за помирување на жртвеникот нека го изврши со крвта на жртвата што се принесува за грев еднаш годишно. Така правете во сите поколенија, зашто жртвеникот е пресвета светиња на Господа. Ето е на кратко описот и забележавме, значи, свештеникот, голем дел од неговата служба всушност се одвивал тука околу кадилниот олтар и како што забележавме, колку пати на ден? 2 пати, значи, наутро и во примрак, или тоа се утринската и вечерната служба. Ќе прочитам сега патриарси пророци мови цитати, но претходно веќе нагласивме, ние знаеме дека каделниот олтар и овој темјан и сето тоа всушност ги прикажува, ги символизира молитвите Христови, неговата посредничка улога што ја врши за нас, меѓутоа и нашите молитви како се мешаат со неговите заслуги и за да стигнат до Бога и да бидат услишени. Се спомна овој стих во последното видео што го гледавме за светилиштето, 141 псалм,
втори стих, меѓутоа ќе опрештам и првиот, кој што всушност библиски укажува на тоа дека молитвата е прикажана преку оваа служба со каделниот олтар. Значи, Господи те повикувам, 141 псалм, први стих, Господи те повикувам, побрзај кон мене, послушај го мојот глас, со кого викам кон Тебе. Нека се издигне мојата молитва како темјан пред Твоето лице и издигањето на моите раце нека биде како вечерна жртва. Дори овде се спомнува вечерната жртва, но клучното е вториот стих, нека се издигне мојата молитва како темјан пред Твоето лице. Овде малку и прикажано тој дим, да кажеме, тој кад од темјанот. И сега да ги прочитаме овие цитати во Патријаси и пророци, кои што всушност се однесуваат на таа служба на свештеникот. Елен Вајд ќе каже, ќе спомне дека секојдневната служба која што се одвивала во светилиштето всушност опфаќала два моменти. Значи секојдневно принесување на жртва, и тоа утринска и вечерна, и утринска и вечерна молитва, која што веќе беше спомнато што требало да прави Арон кај каделниот олтар. Вели, секојдневната служба се состоела од утринско и вечерно принесување на жртва паленица. Значи, то секој ден се случувало. Ова ја опфаќа таа секојдневна служба, што ќе каже дека и ние треба да најдеме време и да имаме во нашиот приватен живот и утринско и вечерно богослужение. Тоа е исто од клучно значење за нашиот опстанок, како што гледаме и напоменавме, сите овие три елементи се многу битни за наш раст во Христа и не смее ништо да се запостави. Значи, вели, секојдневната служба се состоела од утринско и вечерно принесување на жртва паленица, од палење на темјан на златниот каделен олтар и од посебни жртви за гревовите на поединците. Значи, ако некој сгрешал, нормално принесувал жртва. Меѓутоа, секојдневната служба секојаш била опфатена со жртва паленица наутро и навечер и палење на темјан на златниот каделен олтар наутро и навечер. Вели, со принесувањето на темјан, свештеникот стапувал во врска со Божјото присуство по-непосредно отколку со кој било друг на секојдневното богослужение. Зошто и како? Бидејќи внатрешната или втората завеса, овде тоа не се гледа, значи втората завеса на светињата, оваа која што го дели вториот дел до светилиштето, не допирала до таванот на шаторот. Значи имало простор. Божјата слава која што се откривала над престолот на милоста можела делумно да се види од првото оделение. И принесувајќи темјан пред Господа, свештеникот гледал кон ковчегот на заветот и како се издигнувал чадот од миризливиот темјан, Божјата слава се спуштала врз ковчегот и често во толкава мера ги исполнувала и двете оделенија на светињата, што свештеникот мора да се повлече до вратата на светињата. Интересно. Ете зошто, што вели овде, принесувањето на темјанот, преку принесувањето на темјанот, свештеникот всушност стапувал во врска со Божјето присуство по-непосредно од било кој друг вид на служба кој што го вршил. Како и во сликовитата служба во која свештеникот исполнет со вера гледал во престолот на милоста, што не можел да го види, така и Божиот народ, затоа што нели била спуштена завесата, така и Божиот народ сега му упатува молитви на Христа, на својот голем правосвещеник, кој иако невидлив за човечките очи во небесната светиња посредува за нив. Токму од тука и доаѓа она потреба, да кажам така, да молитвата биде упатена во Христово име. Зашто тоа е оној кој што не застапува. И тој ги принесува своите заслуги, така да кажам, затоа што нашата молитва не би можела да биде примена без неговите заслуги.
Мирисот на темјано што се издигнувал заедно со молитвите на децата Израелеви ги представувал Христовите заслуги, и неговото посредување, неговата потполна праведност која со вера му се припишува на неговиот народ и која единствено може да стори службата на грешните човечки суштества да биде прифатлива и угодна пред Бога. Че без Христовото посредување, видите колку е таа важна исто улога што имал. Елен Вајд кажува на едно место, каде беше тој цитат само, дека колку што е важна неговата жртва принесена на крстот, колку што тоа го гледам и во таа секојдневна служба, жртвата на жртвениот олтар, толку подеднакво важна е и неговата посредничка служба за нашето спасение. И всушност, не би била прифатлива службата наша и не би била угодна пред Бога ако не се Христовите заслуги. Пред и таа негова посредничка служба, пред завесата на светињата бил сместен олтар на постојано принесување на жртви и страдање. Тие можеле да му се приближат на Бога само со посредство на пролеаната крв и со миризливиот темјан. Значи, па ги спомнува Елен Вајд. Жртвениот олтар, пролеаната крв, Христовата пролеана крв и миризливиот темјан, неговата посредничка служба. А тоа се символи што упатуваат на големиот посредник, преку кого грешниците можат да му се приближат на Јехова и преку кого верните и покајнички души единствено можат да добијат милост и спасение. Кога сме кај ова, само да се подсетиме на оние стихови во Евреите 4 глава, може да отвориме таму во Евреите 4 глава од 14 до 16. Зошто Павле вака ги запишал овие зборови таму? Евреите 4, 14 до 16. И така, бидејќи имаме голем првосвещеник, кој поминал низ небесата, Исуса Божиот Син, да се држиме цврсто за исповедањето. Зашто немаме првосвещеник кој не може да сочувствува со нашите слабости. Ова е исто еден прекрасен стих. Значи, Исус споминал се низ кој што ние денес споменуваме, беше искушен во се и затоа може да не разбере и сочувствувал со нас, туку вика кој бил искушен во секако нас освен гревот, и сега вели, и така да пристапуваме смело, слободно кон престолот на благодата, за да примеме милост и за да најдеме благодат за помош во време на потреба. Значи, ова е повик на молитва, всушност, да пристапиме слободно, смело кон престолот на благодата. Зошто? Затоа што Исус всушност го има отворено патот. И тој е оној кој што посредува за нас, а истовремено тој е оној кој што поминал ни се што може човек да помине и може совршено добро да не разбере. И повторно ќе кажам, ги прикажува своите заслуги пред Отецот. И ние, ако сме оправдани, нормално, ова е всушност исто и показател дека молитвата може да биде примена единствено ако ние сме го изоделе предворието како што треба. Значи сме покаани, сме го оставили гревот, се е тоа решено, и тогаш молитвата може да биде примена. Кога свештениците наутро и навечер влегувале во светињата да палат, сега ова е интересно исто што се случувало со останатиот народ. Кога свештениците наутро и навечер влегувале во светињата да палат, темјани и да кадат, секојдневната жртва веќе стоела приготвена, чекајќи да биде принесена на олтарот, таму во предворието. Тоа бил миг на најдлабоко интересирање за сите оние кои што собрани пред светињата го чекале богослужението. Видите, значи со кој интерес, со кое внимание се пристапувало кон секоја утринска и вечерна служба всушност. Пред да стапат во Божјо присуство со посредство на службата на свештеникот, задолжително морале да ги испитаат своите срца и да ги признаат своите гревови. Со лицето свртени кон светињата, тие се соединувале во тивка молитва. Така нивните молитви се издигале кон небото заедно со облакот од миризливиот темјан, кој што нели ги представува тие Христови заслуги, неговата праведност, додека со вера се повикувале на заслугите на ветениот Спасител, символично представен со самата жртва. Часовите одредени за утринска и вечерна жртва се сметани за свети и кај целиот еврејски народ важеле како време одредено за богослужение.
А во подоснежните времени, кога евреите се растуриле низ оддалечените земји како робови, секојаш во исто време, што ќе направиле? Ги свртувале своите лица кон Ерусалим и своите молитви би му ги упатувале на Израелевиот Бог. Во тој обичај христијаните можат да видат пример за утренска и вечерна молитва и служба секако. Доека ги осудува обичаите кои представуваат само повторување на формалноста, без животен дух на побожност и молитва, Бог со големо задоволство ги гледа оние што го љубат и кои секое утро и секоја вечер се клањаат пред Него, барајќи проштевање за своите гревови и молејќи се за благослов. Видите колку е важна, ова е една слика за тоа колку се важни и тие наши индивидуални служби или семејни служби, ако сме во можност тоа да го направим, нели како семејство комплет, и наутро и навечер. Еве, околу тоа, како постапувал народот за време на овие служби, всушност го гледаме и во Лука 1 глава, кога Захарија, мислам на таткото на Јован Крстител, ќе се најде, кај му се прикажал ангелот на него, кај му ја кажал веста. Па токму доека служил според авијаниот ред покрај кадилниот олтар. И се интересно овде 9 и 10 стих вели од Лука 1 глава, според свештеничкиот обичај му се падна со жребка да влезе во Господовиот храм и да покади. А за време на кадењето целото множество на народ се молеше надвор. Ево тој момент кој што го прочитавме од патриарси и пророци. Колку свечен момент бил секој утренско и секој вечерно богослужение. Ќе застанеме тука. Уште еднаш само да се нагласи и се гледа всушност и од ова што до сега го видовме, колку е важна молитвата, колку е важен тој наш молитвен живот. Значи, неопходен е, затоа што ако молитвата е дишење на душата, или ако, значи, ондак знаеме колку често и колку неопходно ни треба дишењето, но и ако молитвата е отварање на нашата душа пред Господа како пред пријател, тоаш навистина не треба да се двоумиме да ја отвориме својата душа пред Господа, затоа што, знаете, никогаш нема да сгрешиме ако отвориме душата пред Господа. Може би сме се покаяле често пати ако сме отвориле својата душа пред некого, меѓутоа пред Господа никогаш нема да сгрешиме, затоа што тој не разбира комплетно, тој е оној кој што може да не само да не разбере, туку и да ни помогне всушност, затоа што, еве како што гледаме во целиот тој процес, е вклучена таа посредничка служба на Исуса, нашиот правосвещеник, кој што не е некој кој што е далеко од нас, туку не, тој беше како еден од нас, тој се спушти, тој живееше со нас и тој ги помина сите човечки маки, беше искушуван во секако и нас и затоа може да не разбере. Така да не треба воопшто да оклеваме, да се двумиме, да се молиме, треба да наоѓеме што е можно повеќе време. Јас лично за мене можам да кажам дека морам многу повеќе да го подобрам мојот молитвен живот. Тоа е заедно, значи со не е само ќе отвориш Библија саба, или сакаш да проучиш нешто и Господи на кратко некоја молитва ќе си кажеш. Не е доволно, мислам. Иако и тоа искрено ако е доволно за да те води Светиот Дух низ проучувањето, меѓутоа не. Мислам дека многу повеќе треба да биде застапена молитвата во нашиот живот, затоа што е наистина неопходна. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.